9.000 изгубени човечки животи од општи причини, брои Македонија од почетокот на кризата. Толку голем број на починати немаше ни во првата Балканска војна, споредува инфектологот доктор Вело Марковски. Во тек на 2020 година имаме некаде околу 5000, поточно 4000, еве запишени ми се да не сгрешам, и 600 прекумерни смртни случаи во однос на минатата година. Во тој период, во тие последните 3 месеци, ние имаме околу 2000 болни односно умрени од COVID-19, толку се евидентирани. Значи се прави разлика од некаде над 2200 умрени покрај овиот COVID. Доктор Марковски тврди дека и погрешно се лекуваат COVID болните. Тој препорачува поразлично и ефикасно лекување. Имаме и направено водич за лекови, веројатно младите треба да одат со цефтриаксон, третогенерацијски цефалоспорин, комбиниран со клиндамицин. Тоа е најдобрата комбинација по мене за младите до под 50 години. Тоа е некаков план кој ако за 4 до 5 дена не даде резултат, треба да се замени цефтриаксонот со ванкомицин. А кај постарите веднаш би одел, значи над 55 години, кога имаме бактериска пневмонија, кога имаме ЦРП над 60-70, мислам дека не треба да се губи време, веднаш да се оди со ванкомицин и со клиндамицин во комбинација и дека тоа ќе даде одлични резултати. За жал тоа што каснат вакцините, треба да се помириме. Сега најважно е да се размислува да се обезбедат што повеќе вакцини од повеќе производители за наесен, вели инфектологот Марковски. Тој укажува дека Македонија не смее да си дозволи како држава да добива лекови преку донација, оти кој ќе одговара ако се случат несакани последици. По мене најправилно беше, ако сака некој да помогне, да се дозволи тие дози, нели, што се наменети, да речеме, од овој Спутник или не знам, од Pfizer за Србија или за некоја друга држава која сака да ни помогне, ние сами да си ги платиме и со тоа сами да си организираме и транспорт, и складирање, и чување, и давање на вакцини. По вчерашниот црн петок и рекордниот број починати од корона, денеска нов рекорд. Во последното деноноќе во Скопје хоспитализирани се 100 граѓани, со што бројот на хоспитализирани на ниво на држава се искачи на 1684. Но алармантната состојба, министерот Филипче, повторно ја правда дека таква е ситуацијата во целиот свет.